Почитувани, денес на Комисијата за финансирање и буџет се изгласа позитивно амандманот со кој се бара зголемување на платите на вработените во администрацијата за 15%. Пратеничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија го поднесе овој амандман на барање на Сојузот на синдикатите на Македонија. Во текот на комисијата успеавме да ги надгласаме пратениците од СДСМ и ДУИ. Помина гласањето во Комисијата за финансирање и буџет, останува да се потврди и согласање на законодавно-правната комисија. Пратениците од СДСМ без срам и перде се закануваат дека ќе бараат поништување на изгласаниот амандман. Ке се бориме и на таа комисија и преку аргументи ке пробаме да ги убедиме дека во услови на инфлација од 30%, покачување од 15% не е луксус, туку е неопходност. Почитувани, десетици илјади вработени во администрацијата чекаат на овој амандман. Една недела беше затворена управата за водење на матични книги и цела држава беше блокирана. Замислете ако цела администрација протестира, колку ќе се блокира државата. Имаме тенденција на напуштање на администрацијата од квалитетни кадри, а тоа значи намалување на квалитетот на јавните услуги. Ви благодарам, доколку имате прашања, повелете. Господин Стојановски, сакам да ве прашам, како партија заговарате политики кои што прашање дали се реално на долго рок остварливи. Например, велите дека ќе го намалите рамниот данок од 10 на 8%, тоа е дел вашата програма. А во исто време анализите велат дека ние сме земја со најниски даноци во Европа. Најниска стапка на ДДВ и најширока листа на храна и производи кои се платени по властена даночна стапка. Во исто време сега велите дека се борите за повисоки плати, пред некој ден велите за повисок студентски оброк. Ги знаеме ние субвенциите во земјоделие кои се 100-200 милиони евра годишно. Како, господин Стојановски, на долг рок ќе обстоиме? Од една страна сакаме да плаќаме најниски даноци во Европа, а од друга страна сакаме да имаме најголеми разходи во Европа. Може ли да имаме и двете наедно? Англичаните викаат тортата не можеше и да имаш и да ја изедеш. Или ќе имаш или ќе ја изедеш. Значи вие сакате најниски даноци, а во исто време се доставувате левичарски и се тепате само кој повише пари ќе даде на народот. Така, ви благодарам на прашањето. Сосема квалитетно прашање и тука би сакал да кажам дека од аспект на даноците и приходите кои што ги имаме од даноците, ние можеме многу поинаку да го структурираме самиот буџет. Што значи тоа? Доколку ние не трошиме на непродуктивни трошоци, доколку од државниот буџет не се краде, доколку се произведува електрична енергија, колку што е конзумот вкупен на Република Македонија, а не се увезува како овие 4 дена, или само што излезе на социјалните мрежи договорот кој што ЕСАМ го има склучено за увезување на електрична енергија од 4 до 8 декември, или ако например само минатиот месец ние не сме трошеле по 1 милион евра дневно за да внесеме скапа електрична енергија, тогаш може да се направи фискален простор. Како тоа ќе се направи? Ние преку тие даночни олеснувања кои што се воведени од владата на ВМРО ДПМН успеавме да ја донесеме Република Македонија на 4-то место по услови за водење на бизнис на Doing Business, престижното списание кое што ги рангира земјите кои што имаат услови за отпочнување на компанија или на водење на бизнис. Поентата е ние преку тие даноци кои што ќе бидат атрактивни, оние кои што имаат најголеми приходи да ги задржиме во земјата, да им создадеме услови за да можат да вработуваат и на некој начин преку реинвестирање на сопствените добивки да го полнат буџетот за да може да се исплаќаат и плати и пензии. Односно да го сумирам мојот одговор во една реченица, пари има, пари може да се соберат само ако не се краде или ако се работи по домаќински. Вчера Ристо Пенов гостуваше на некоја телевизија и кажа дека општините на долг рок за да останат фискално солидни, да не пропаднат во нови долгови, ќе мора да ги покачат давачките од аспект на комунали, данок на имот. Дали ВМРО ДПМН кој што владее со општините во земјава, 90% се под ваша власт, дали вие сепак тука популистички се плашите од народот, да не ги покачате давачки и на некој начин ги носите општините кон банкрот, па сега правите нови обврзници кои што се нови долгови. Како ќе се работат тие долгови? Мислам дека Ристо Пенов како господин кој што 10 години бил одсутен од политиката пропуштил многу важни работи за да се зголемат приходите кои што општините предводени од ВМРО ДПМН за 61% ги зголемиле. Потребно е само подомаќинско работење и по административно дисциплинирано работење, односно преку решавање на предметите за легализација се зголемува на опфатот на оние корисници кои што плаќаат данок на имот. Тука нема
потреба од зголемување на самата стапка, како што еве би потсетил данокот на имот кој што владата го донесе, кој што за собственост на втори или трет стан се плаќа 3 или 4 пати поскапо, туку треба само да се прошири офатот на корисници кои што плаќаат приходи во основ на општините. По основ на ова што го кажавте вие за оврзниците се новитет, ВМРО ДПМН иновира, еве таа општинска оврзница, зелена оврзница, која што на пазарот ќе се издаде со многу би кажал ефтини, попристапни каматни стапки, каде што потоа ќе може да се вратат нормално со неколку години грејс период во кој што ќе се реализираат големи крупни капитални инвестиции. Доколку владата не ги тргнува тие точки од дневен ред, градоначалниците на ВМРО ДПМН со домаќинското работење, со зголемување на приходите на корисниците кои што плаќаат данок на имот, на компаниите кои што ќе се отвараат, ќе може да има повеќе приходи, да ги врати долговите кои што се акумулирани, како и во наредните 4 години да ги изгради овие капитални инвестиции и потоа да почне со враќање на таа општинска или зелена оврзница која што е со многу поволна каматна стапка. Ви благодарам.